Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Кога очекувавме дека во јули месец корона кризата ќе биде зад нас, сега добиваме нови бројки, нови информации, сосема неочекувани во однос на сите предвидувања за овој период. Имаме секојдневен пораст на пациенти во однос на падот после првиот така наречен пик, па така денеска имаме повторно бројка над 100-120 заразени, 7 починати, што речиси никој не го очекуваше. На што се должат овие бројки? Дали имаме грешка во самата стратегија или тоа се должи најмногу на она кон што предупредуваат и од Комисијата за заразни болести, а тоа е неодговорноста на граѓаните. Каде е грешката, каде е проблемот, ќе разговараме вечера со нашите гости, тоа се двајца лекари, професионалци во својата област, Злате Мехмедовиќ и Петар Атанасовски. Мехмедовиќ и екс-директор на Здравствениот дом Скопје, Петар Атанасовски работи во градската општа болница 8 септември, едно од местата каде се лекуваат болните од COVID-19 и каде е жариштето на инфекцијата и за лекарите и за пациентите. Добра вечер на двајцата. Добра вечер. Доктор Мехмедовиќ, да почнеме од вас. Гледаме дека, како што кажав, денеска 125 нови. Вчера малку се надевавме сите дека после тој еден иницијален пат под 100 пациенти, дека тој пат ќе продолжи, но денес се вративме назад. Веројатно дека ден за ден е кратко да се зборува за некаков тренд, но сепак бројките се загрижувачки. Кажете ми, го очекувавте или вие ова, на што се должи, зошто толку многу заразени кога во повеќето земји пандемијата стигнува? Реално, кога би сакале да разговараме за тоа точно каде е проблемот во однос на ова што ни се случува денес, со големиот број на заразени, не можеме да кажеме дека проблемот можеме да го лоцираме на едно место или во една причина за големата бројка на заболени во изминатите речиси недела дена. Можеби причината е има повеќе фактори, содржи повеќе фактори и треба да се анализираат и посебно, меѓутоа и заеднички, затоа што некои фактори кои ќе ги ставите во контекст, нивниот ефект се мултиплицира. И не можете во тој случај да ги одделите здравствените политики од економските и социјалните политики поврзани со демографските карактеристики на населението, со нивните културолошки карактеристики, за да можете да кажете дека еве здравствените власти или некој друг фактор од системот е крив за тоа што ни се случува порастот на овие бројки. Реално се уште, барем според моје мислење, сметам дека се наоѓаме во фаза на првиот бран. Ова се осцилации кои што веројатно се јавуваат како резултат на олеснувањето на мерките кои што беа за рестрикција и очекувано беше дека зголеменото движење на граѓаните ќе доведе до пораст на бројот на заразени. Дали е преголем бројот? Според мене да, дури зачудувачки голем, меѓутоа она што се надевам дека на што интензивно се работи или би требало да се работи е да се направи сериозна анализа на сите фактори со цел да се лоцира точно проблемот кој што е причина за високите бројки со кои што се соочуваме овие денови. Дали тоа ќе биде направено во рамките на оние комисии кои што ги тангираат проблемите како што е Комисијата за заразни болести или ќе биде направено на национално ниво со владина поддршка, не би навлегол во тој дел на размислувањата, меѓутоа дека треба да се има точно лоцирање на проблемот со цел да се најде добро решение. Мислам дека тоа е она на што треба да се фокусираме во моментот. Да, ќе навлеземе малку повеќе во деталите во однос на одговорноста. Доктор Атанасовски, за вас, како вас ви личи ситуацијата, како што кажавме, мислам беше неочекувано во овој период да имаме волку заразени пациенти, каде вие би ја лоцирале одговорноста? Искрено и јас не очекував. Ние како болница кај што се изгрижуваат пациентите со COVID-19, очекувавме дека ќе спласне и се спремавме дека ќе почнеме и регуларно да работиме. Ама еве се случи тоа што се случи. Како што кажа колегата, значи одговорноста е на повеќе места. Дали се попуштија малце мерките, тој менталитет на нашиот народ што го знаеме, балкански менталитет кој требаше да го малце да го надраснеме, бидејќи
некако останавме задниве 100 години непроменети, за разлика од другите балкански народи, кај што сме свесни каде менталитетот е сменет и каде што успешно се изборија со оваа борба со короната. Искрено очекував дека ова ќе заврши брзо и дека ќе се нормализира работата, ама тоа се случи. Виновникот треба да не го бараме виновникот, туку да се направи нека организација на подобро организирање, подобра борба против овој невидлив непријател и да ја намалиме ризичноста и да го намалиме овој период на појава на и ширење на заразата. Да. Добро, кога зборуваме за одговорноста или за стратегијата која се преминува, се чини дека вие самиот велите треба да ја лоцираме одговорноста на повеќе нивоа, кога зборуваме за граѓаните, за нивното поведение, не да кажеме дека може да очекуваме да бидат неодговорни, но тоа е некоја норма, нели, во односи на почитување на закон и на правила, секогаш тие мораат да се на некој начин да се наметнуваат, да се контролираат, бидејќи граѓаните имаат тенденција да не ги почитуваат. Тоа е една голема специфична група, нели? И сега кога зборуваме во однос на ова, многу е лесно да се каже дека граѓаните се неодговорни, дека тие не ги почитувале поради некои културолошки разлики, поради празникот кој беше овој празник, оној празник, бидејќи се вакви, такви или онакви, но каде е тука државата сето тоа да го спроведе, да го канализира, да го контролира и да го казни доколку треба? Мислам дека вие практично во едно прашање го дадовте и одговорот. Дека не може да ја лоцираме одговорноста исклучиво во народот. И напротив, јас имам мислење кое што неколку пати јавно го искажав, дека причината поради која што денеска броиме троцифрени, а не повеќе цифрени, 4-цифрени бројки на ново заразени, е поради одговорноста на најголемиот број на граѓани на нашата држава. Замислете што ќе беше доколку мерките не се почитува од поголемиот број на граѓани, а да не беше тоа само случај кај одредени поединци. Така да не би сакал да го вперувам прстот кон народот и да кажам дека народот е виновен за состојбата која што ни се случува. Реков и во првиот одговор кој што го дадов на вашето прашање е дека имаме народ кој што има своји карактеристики, има своји културолошки карактеристики, има своји етнички карактеристики, има своји политички карактеристики. И сите тие карактеристики го детерминираат неговото однесување. Народот практично и не може да знае и не мора да знае за тоа колку е опасен SARS-CoV-2 вирусот. Не мора да знае какви се облиците на болеста, во која тежина ги има. Не мора специфично да знае, општо би требало да биде запознаен. Значи би требало да биде информиран. Не мора во детали да ги знае сите тие подробности. Она што е должност на политичките власти, на здравствените власти, на извршната власт, е тоа да му го приближи на народот. И на некој начин да го спреми, да го научи, да му ги покаже последиците од она што ќе се случи пред да се случи. Има пропусти системски кои што укажуваат на тоа дека навистина би можеле во овој денешен ден да броиме помал број на ново заразени, доколку сме постапиле поинаку. Пред се, тука мислам на контролата на превентивните мерки кои што беа донесени со одлука на влада. Тоа не беа препораки, тоа беа мерки кои што се одлуки и мора да се почитуваат. Доколку истите не ги почитувате, нормално дека за тоа следуваат санкции. Реално, очекувам навистина да видам во наредниот период колку е реализирано во сферата на контролирањето на мерките од страна на надлежните институции во некаква форма на извештај, за да можеме стварно да даеме заклучок дека непочитувањето на мерките е причина поради тоа е причината поради која што ни се случува денешнава состојба. Повторно ќе кажа, неверувањето во вирусот, она што го наметнавме како прашање, не е само последица на незнаењето и непознавањето на болеста или на вирусот како молекула. Неверувањето во вирусот е избор. Имаме граѓани кои што во изминатите 3,5-4 месеци континуирано, во најголем дел, ги почитуваа мерките и одлуките
препораките на владата, нивниот замор од почитувањето на тие мерки, од доследноста во издржувањето во карантинот, кој што требаше некогаш да биде неколку дневен, повеќе часове, неверојатно, туку дефинитивно прави промена во психичкиот склоп на индивидуалецот. Индивидуалецот почнува да бара причини со кои што ја негира реалноста. И прашање е дали ова навистина неверување во вирусот или негирање на реалноста. Психичкиот склоп, изморениот индивидуалец, кој што во текот на изминатите, рековме, 4 месеци, постојано бил под притисок, стрес, кој што стрес бил над границата на оптималниот стрес, предизвикало да имаме денеска ситуација во која што тој интензивен, континуиран стрес му налага да не сака да се соочи со реалната ситуација. Така да не би рекол дека повторно причината поради која што се случува сето ова е едноставна. Меѓутоа, лоцирањето на вистинските причини, како што е, меѓу другото, и лоцирањето на причината за неверувањето или негирањето на постоењето на вирусот, треба детално да се разгледа од стручни лица, медицински лица, социјални работници, сите оние кои што се занимаваат со овие проблеми од оваа сфера, од овој аспект. Во тој случај на вистина ќе можеме да најдеме советни решенија. Спротивно го негираме. Дали тука недостига во превентивниот дел, дали недостигаат доволно кампањи во насока на едукација, не би кажал плашење на населението за последиците од короната, туку едукација во насока на превенција за токму ова што го зборувате, за што повеќе да се приближи кон тие потенцијални целни групи кои се проблематични. Повторно ќе се вратам на стресот. А во однос на ова што го прашавте. Значи, стресот мора да биде оптимален. Не смеете да ја поминете оптималната граница на стресот. Не треба на народот да му пласирате премногу информации кои што ќе го заплашат и ќе го доведат во стресна состојба која што е значително потешка од онаа каде што би имале оптимален стрес. Оптималниот стрес е оној кој што на народот му возможува во моментот да биде на ниво на алерт, на една во една фаза кога е спремен и е соочен со состојбата во која што се наоѓа. Секој додатно оптеретување, секој додатен стрес би бил проблем за народот. Зборам од психички аспект. Кампањите сами по себе повторно би требало да бидат умерено дозирани. Точно да се знае до кога треба да идеме со кампања. Една од побитните работи е што ќе содржат кампањите. Кој дел од медицината, од економијата, од социјалниот аспект ќе го содржат, затоа што здравјето во принцип во основната дефиниција не ја содржи само медицината. Здравјето не е само отсуство на болест. Значи, за да бидете вие здрави, меѓу другото, освен што треба да немате присутно никакви симптоми, да немате некоја животно загрозувачка состојба или да немате болест во најмала рака, треба да имате социјална и економска благосостојба. Да. Добро, Атанасовски, ја гледавме завчера она пресконференција на министерот Филипче и на Комисијата за заразни болести, на претседателот на комисијата професор Караджовски, пресконференција која за некои беше и скандалозна во насока како се одвиваше, но таа пресконференција имаше неколку поенти кои се вртат цело време во јавноста, тези. Едната од нив е таа и која често ја употребува и опозицијата, која бара директна одговорност од комисијата, бара оставка од Комисијата за заразни болести. Велат дека таа е политичка комисија и така натаму. Од друга страна, видовме дека новинарите го прашуваа професор Караджовски во однос на неговата одговорност во насока на ова што се случува, за високите бројки, за државната стратегија, каде што неговиот одговор е дека тие се советодавно тело, дека тие не ги носат одлуките, дека тие само препорачуваат и дека затоа тој не гледа никаква основа за негова одговорност и прашува која е таа мерка која ние сме ја препорачале, а која веќе не се прави секаде во светот. Што тоа ние толку различно сме направиле? Како вие гледате на прашањето за одговорноста на Комисијата за заразни болести? Видете, као прво, таа Комисија за заразни болести го знаеме низиниот состав. Тој состав е од доктори кои се директори на одредени клиники, кои се сомневам дека некогаш имале контакт со оваква патологија како што е вирусот COVID-19. Искрено, јас како специјалист невролог и специјалист по семејна медицина не би се напатил да бидам член на таа комисија и да ја водам оваа борба покрај еминентни стручњаци, како професорот Пановски,
професор Даниловски, професорката Весна Вели Стефановска, врвни епидемиолози, инфектолози, професорот Веле Марковски и други професори, професорот Милинковиќ, да ни ги набројувам, кои по моје мислење требаше да влезат во таа комисија за заразни болести и со добра обработка на податоците, добра епидемиолошка обработка, да постават одредени и правилни мерки. Некојаш некои мерки беа прерано донесени, некои предоста донесени. Значи, за одговорноста на доктор Караджовски, тоа е негова лична работа и неговото однесување. Сепак мислам дека целата политика на борбата со короната се базираше на одлуките и препораките на Комисијата за заразни болести. Така да префрлање дека они таму дават препораки, а владата одлучува, тоа е сега во последниот момент кога они дават препорака за полициски час од 22 часот до 05 и сега се разлекува тоа, не се донесува. Мислам дека сите препораки беа прифатени Со исклучок на некој. со ретко кои не беа прифатени. Значи, вие сепак би алоцирале одговорноста за стратегијата таму. Таму, мислам дека искрено таа комисија требаше да биде, јас како, ви кажам, доктор невролог со долгогодишно искуство и како семеен лекар со долгогодишно искуство, не би се напатил во Костец да бидам член на таа комисија, бидејќи моето искуство во однос на вирусот, вирусологијата, ширењето, пренесувањето е релативно минимална, што би рекол дека е исто, можда и помало, знаењето на членовите што се во таа комисија. Може ли ја да додадам нешто подносно? Значи, се оглед на тоа што јас 2 години ја извршував функцијата на директор на Здравствен дом Скопје. Во текот на 2019 година, за наша несреќа, генерално, зборам како народ, како граѓани, имавме можност да мораме да се справиме со епидемијата на морбили на територија на цела држава и тогаш, многу налик на оваа состојба денес, кога имаме пандемија на светско ниво, се состануваше Комисијата за заразни болести, која што можам да кажам дека во 70% од случаите кои што денеска ја представуваат комисијата беше застапена и тогаш. Комисијата за заразни болести, како што рече и доктор Караджовски, е советодавно тело на министерот за здравство и министерот за здравство има ексклузивно право да ги избере луѓето во кои што има доверба и во чии што совети верува за начинот на кој што ќе ги спроведува политиките во здравството. И тоа е негово ексклузивно право. Доколку он смета дека има некој стручњак кој што е подобар од областа на епидемиологијата, како што е Караджовски, или да кажеме професор Даниловски или професор Пановски, ексклузивно право повторно е на министерот да го избере соодветниот во Комисијата за заразни болести и да ги слуша неговите совети, потоа тие совети да ги преточува во одлуки и решенија негови и да ги спроведува како здравствени политики. Значи, без разлика на тоа дали зборуваме за стручноста на луѓето кои што учествуваат таму, треба да разгледаме еден друг аспект. Директорите кои што учествуваат во таа комисија, ја например сум специјалист по медицина на трудот, во време на епидемија на морбили бев член на Комисијата за заразни болести. Ви сега ќе кажете, вие работите со популација која што е работоспособна, 16 години нагоре, треба да вакцинирате деца кои што ви се на предшколска возраст. Која е вашата улога како експерт во комисијата? Имате луѓе кои што се членови во комисијата по должностна функција. Значи, Здравствен дом Скопје беше најголемата здравствена установа која што покриваше повеќе од половината предшколско население, деца, на територијата на цела држава. И доколку вие го немате во Комисијата за заразни болести, организаторот на процесот кој што треба да биде спроведен во време на епидемија, многу потешко ќе функционирате во епидемијата, не знаејќи како да се координирате или како да ги пренесувате после тоа советите кои што ги даваат стручни лица епидемиолози. Значи, во комисијата има стручни лица епидемиолози, во комисијата има стручни лица инфектолози. Нивните мерки се од аспект на стручност. Меѓутоа имате мерки кои што се организацијски, кои што треба да ги дадат луѓето, кои што ги водат институциите што се битни, есенцијални.
за водењето на процесот на епидемијата. И од тој аспект, формирањето на комисијата на еден таков комбиниран начин, тоа е хибридна комисија, во која што имате организацијски и имате стручен аспект, е позитивно. Кажав, 2019 година ние имавме една епидемија на морбили, која што ја започнавме со 68% вакцинална покриеност или имунитет пасивен, кој што се пренесува преку вакцинација на децата, а ја завршивме со 98% вакцинален имунитет кај децата. Да, добро, доктор Мехмедович, вие зборувате за делот за кредибилитетот за комисијата, окей, но сепак што мислите за одговорноста на комисијата во однос на стратегијата која е поставена за борба против короната, бидејќи очигледно е дека она што беше кажано како предвидување не се случи, сега ние имаме повторно раст на заболени и вие сами велите дека сте зачудени од бројката. Значи, што би кажале за одговорноста на Комисијата за заразни болести во однос на државната стратегија, во однос на тоа што они се изземаат одговорноста? Велат, ние сме советодавно тело, владата ги потоа тие мерки ги имплементира, ги контролира и така натаму. Еве конкретно, ајде, пошто навлегуваме во една друга материја која што е правничка материја. Не, во однос на стручноста, дали стручните совети на комисијата едноставно не биле добри во однос на справувањето со коронавирусот? Ако на страна тогаш, ако на страна ја тргнеме тогаш правната материја, дали тоа, може правно да се лоцира одговорност? Не зборуваме правно, нормално дека не е правно. Од стручен аспект, секој од нас може да си даде собствено мислење за тоа како беа спроведувани мерките. Тоа. Конкретно, мојот став и моето лично мислење е дека требаше да има еден поцелосен пристап, холистички пристап во кој што ќе бидат интегрирани сите аспекти на јавното здравје. Епидемиолозите беа едни од стручните лица кои што беа максимално ангажирани во текот на изминатиот процес во контролирање на оваа епидемија. Меѓутоа, јавното здравје не подразбира само епидемиологија како стручност или како гранка која што би можела да биде вклучена во процесот на контролирање на една епидемија. Посебно во моментите кога сакате да ги покриете другите аспекти, како што ви се, пошто сум специјалист по медицина на труд и председател на Македонското здружение за медицина на труд, неколкократно и имавме комуникација со Министерството на таа тема, да изнајдеме начин како релаксирањето на мерките да го направиме на тој начин да ги минимизираме негативните ефекти од намалувањето на силните рестрикции кои што беа наметнати во изминатите 3 месеци. Генерално, мерките кои што би требало да се спроведуваат на терен и контролирањето на процесот кој што треба да се одвива во предпријатијата, пред се за да се заштити здравјето и безбедноста на работниците, а преку тоа да се намали можноста за дисеминација на болеста преку ширење на заразата, би требало да бидат малку посериозно сватени. Епидемиолозите може да дадат своји препораки во однос на тоа што треба да се направи во предпријатијата од епидемиолошки карактер. Меѓутоа, самиот процес на контрола на механизмот на ширењето на заразата во предпријатијата е во рацете на стручните лица за здравје и безбедност на работа и на службите по медицина на труд. И можеби е тоа нешто на што треба посветено да работиме во наредниот период. Независно од тоа, постојат и други служби од јавното здравје, како што се здравствената хигиена или здравствената екологија, која што се занимава и со санитацијата, и со чистината на водите, и со микробиолошката и физичките карактеристики на храната која што се пушта во оптек. Тука се стручњаците по социјална медицина. Сите тие би требало на некој начин да бидат интегрирани во едно советодавно тело кое што на некој начин носи одлуки, тоест носи препораки, кои што после тоа се преточуваат во одлуки. Значи, во однос на работата на епидемиолозите не би кажал дека имам некои сериозни забелешки. Генерално мерките кои што ги примени целиот свет се применуваат и кај нас. Можеби овие отстапки во бројките се резултат на оние мали поместувања или прилагодувања на системот кои може да се направат со ангажман на службите кои што се занимаваат од другите аспекти од јавното здравје. Јавното здравје е посебна дисциплина. Значи, ако денеска ја гледаме епидемијава на корона, ние можеме да ја поделиме на два големи сегменти на начинот на кој што ја третираме. Едното е превентивните мерки и јавното здравје, и второто е клиничкиот третмент кој што го гледаме на инфективната клиника и го работат инфектолозите. Од едната страна ви се епидемиолозите и јавното здравје, од другата страна ви се клиничките лекари и инфектолозите. Тие два системи би требало координирано да функционира за да имаме ефикасен систем. Меѓутоа,
овој дел на јавното здравје не е сочинен само од епидемиолози. Тука ви се потребни и други стручности, и други професионалци кои што ќе можат да помогнат во процесот на контролата на епидемијата. Добро, Атанасовски, ајде малку да ја видиме приказната од другата страна, од вашата страна, што се случува во однос на здравствениот систем. Како вас ви се чини стратегијата во однос на подготвеноста на здравствениот систем да се справи со корона, со пандемијата, бидејќи вие работите во болница, како што кажавме, во која се третираат пациенти со COVID-19, како вас тоа ви изгледа, дали системот е добро поставен или има и пропусти таму? Па видите, да почнеме од почетокот кога почна оваа епидемија, се излезе со податок дека има 3 главни центри за борба со короната и кај што се згрижуваат пациентите, тоа беше ефективната Штип, ефективна Скопје и мислам дека Гостивар беше. Да. После не знам што се случи, како се случи, тоа се смени. И мислам дека иако добро се справуваме ние како болница ГОП 8 септември, не добро, феноменално, мислам дека по моје мислење таа болница требаше да биде исклучена од системот за борба против короната. Зошто? Па бидејќи ние како болници и организација мислам дека ги покривавме и ги вршевме здравствените услуги на пациентите од цела Македонија во другите области, ме сваѓате. Значи каде во мојата област неврологија, во кардиологијата, во абдоминалната хирургија, во другите хирургии, во травматологијата, во ортопедијата, а сега малце таму видите 800 легла и ако се земе статистички, претходно колку пациенти доаѓале и колку прегледи се вршеле, сега од тоа одеднаш тоа спласна. Значи, ние се ориентиравме кон лекување на пациенти суспектни за корона и корона позитивни пациенти. Што се случи? Дојдоа екипата од Комисијата за заразни болести, рекоа го провереа тој патот за движење на пациентите, движење на медицинскиот персонал, каде јас лично, бидејќи се движам, таму работам, на повик, се симно имаше некои банални грешки што може да предизвикаат, например, пресекување на заразниот со чистиот пат и ред други работи. Таа стратегија мислам дека беше така погрешна, но сепак ние успеавме да се справиме. Значи веќе 3-4 месеци нашите доктори и медицинскиот персонал, сестрите, болничарите, дука да ги спомнеме и хигиеничарките кои се грижат за хигиената, да не ги заборам, да не ми се наљутат, феноменално се справувавме, иако имавме проблеми на почетокот. Значи немавме заштитна опрема, немавме маски, немаше скафандери, но сепак успеавме. Полека, кои со приватни средства, кои донации, кои успеавме да борбата и мислам дека успешно ја водев. Колку сте од вашите колеги во изолација во моментов? Па во моментот јас сум на пауза зашто така се поделивме, ние сме 7 невролози на 2 групи за да евентуално кога влезе да речеме во меѓу нашата екипа вирусот, како што влезе сега, за да има здрава екипа која ќе продолжи препораките на ова. Од мои информации мислам дека веќе почна медицински сестри што се на вториот кат, кај што ортопедија, кај што се лекуваат суспектни и болни со коронавирусот, се појавија, мислам дека се од 7-8 сестри, 20 доктори, технички персонал, значи доставуваш на технички гасови и мислам дека уште некои од персоналот. Мислам дека упорно се гурка тезата дека е од надвор тоа, ама мене ми е сомнително и инсистирам и да се борам и ме чуди зашто не се направи скрининг, значи тестирање на медицинскиот персонал што работи во болницата ГОП 8 септември. Вие не сте тестирани таму? Не сум јас. Веќе ова ќе ми биде четврт турнус на ротирање. Никој од вашите колеги, мислам, што не се суспектни, што не се... Што не сме суспектни, не сме тестирани. И на почетокот исто кога веќе не прогласија за ковид болница, мене ми беше така чудно зашто во нашата болница нема
место каде што ќе се земаат брисевите и ќе се тестираат. Значи првично доаѓа екипи од Центар за јавно здравје. Да. Значи па се чека резултатите. Исто така малце неорганизираноста, значи буквално имаше пред некој ден една слика пред нашата болница каде што 5 брзи помоши дојдоа одеднаш. Тоа се случуваше баш на моје дежурство, бев повикан доле за пациент од Кавадарци, стигна кола од Кавадарци, стигна кола од Прилеп и стигна кола од Кичел. Тука гледам и грешката на организацијата, значи требаше да се направи, мислам дека е направено на хартија стои дека Битола е као регионален центар за југозападниот дел од Македонија, за источниот не знам дали е Штип или некој друг, ама сепак пациентите беа носени кај нас. Да. Мислам дека ние успешно се справуваме. До кога ќе издржиме, не знам. Колку пациенти имате сега отприлика со COVID-19? Мислам дека се околу 50. 50. Да, сега имаше некои починати. Тие се пациенти со COVID докажани. Кај нас ги носат и, например, имал пациент од температура 37,2, било од каде го праќаат кај нас, суспектен за корона, се остварува прием, значи се прави преглед, има бронкопневмонија, има мозачен удар, ние го примаме на оделение каде што е како транзиторно, каде лежат суспектните, до добивање на негативен бриз 1 или 2, па потоа се пренесува во чистите делови од... Тоа е и поентата на постоењето на COVID центри. Да, доста се отежува работата на целиот здравствен систем, ќе збориме за тоа. Сакам само едно блиц прашање за овој делот што го кажува доктор Атанасовски во однос на тестирањето на здравствениот персонал. Мислите ли дека тоа треба да се направи еден општ скрининг на здравствениот персонал? Бидејќи правиме скрининг во градинките, во училиштата, што е во ред, нели? Но дали треба и здравствениот персонал? Еле, они работат секој ден со такви пациенти? Не знам дали воопшто е отворено како прашање за дебати и за дискусија, меѓутоа би требало тоа да не се постави како прашање низ кое што ќе протрчаме во една емисија од саат време, а ќе биде само едно дел од прашањата. Мислам дека треба да се отвори посебна емисија и посебна дебата и можеби повеќе пати да се дискутира истото прашање за тоа дали стварно треба да се прави масивно тестирање. Масовното тестирање само по себе подразбира докажување на молекуларна присутност на вирусот, тоа значи дека во брисот ќе биде докажано дека имате коронавирус, или ќе биде докажано дека имате создадено веќе антитела, кои што може да бидат IgM или IgG, и со тоа ќе имате веќе стекнат имунитет кон болест. Овие два типа на тестирање се различни. Кога зборуваме за скрининзи и нешто што се прави во светот, скрининзите, посебно во областа на здравството и на здравствените работници, се прават во насока на докажување на стекнат имунитет. И тоа си има своја причина зашто е така. Би сакале да докажете... Знаете кои луѓе би го ставиле на работа? Апсолутно. И знаете кои луѓе не би биле опасни ни по вработените, нивните колеги, ни по пациентите во случај да дојдат во контакт со некој заразен. Значи, они нема да дисеминираат болеста, нема да заболат, не губите од работната сила која што е во здравствениот систем и тоа е вистинската логика на тестирањето, на масовното тестирање кое што се препорачува. Постои еден друг технички проблем. Центарот за контрола на болести, која што представува една од најголемите и најреспектибилните здравствени организации, америчка здравствена организација која што се занимава од областа на јавното здравје, има произведено, валидизирано, сертифицирано тест за оваков тип на скрининг, серолошки тест, кој што е единствениот сертифициран тест врз основа на кој што се прават валидизација на останатите тестови. Постојат тестови за комерцијална употреба, кои што се сегдека во светот и кои што во случај кога имате пандемија од ваков карактер, може да добијат така наречена EUA лиценца или Emergency Use Authorization. Тоа значи дека во случај да имате ваква ургентност, пандемија, можете да ги користите тие техники, тие методи и тие апарати за диагностицирање на вирусот. Меѓутоа, не можете да ги користите за професионално, за стручно следење и креирање на политики. Конкретно, веднаш по сертифицирањето на тестот, CDC издаде насоки
за валидизација на тие апарати кои што се користат за EUA, Emergency Use Authorization. И при валидизирањето се воспостави дека има апарати кои што во грешката на контрола на преваленцата, која што може да биде позитивна или негативна, тоа значи дека имате позитивен или негативен резултат, може да има разлика од 60 до 90%. Ајде да го објасниме тоа. Тоа значи ако тестирате денеска 10 здравствени работници на одреден апарат кој што валидизиран согласно стандардите што ги пропишува CDC, имате 6 реално точни резултати. 4 реално може да ви бидат неточни. И од нив, тие неточните може да бидат позитивни и негативни, што значи дека дел би можел и да ги погоди, меѓутоа дел би можел и да ги промаши. 40% ви се сива зона, во која што вие не знаете точно дали на тој што сте му одредиле дека е позитивен, стварно има ИГГ, па ќе го пуштите на работа, па ќе ви зарази, ќе се зарази самиот и ќе ви ја дисеминира заразата. Многу внимателно треба да се делува во насока на овој масовен скрининг кој што толку силно се форсира во последно време. Значи, следејќи ги медиумите во последниве 10 дена, навистина неколку пати забележав дека идејата која што и Светската здравствена ја промовираше за масовно тестирање е на овој начин некако недоволно разбрана или недоволно изанализирана. Добро, а кај нас тогаш Институтот за јавно здравје, например, скринингот што го правеше во Дебар, со кои тестови ги прави? Тоа ќе треба да го Зборуваме прашате. за овој скрининг. Тоа ќе треба да го прашате Институтот за јавно здравје. Бидејќи веќе правиме. Да, значи ја не знам точно кои апарати ги имат. Меѓутоа, апаратите кои што се користат со EUA лиценца и авторизација на FDA, имаат точно валидизирани резултати кои што покажуваат со колкава точност работат. Значи таму ви кажав, имате апарати кои што ви се со 90% точност, имате апарати кои што ви се со 60% точност на резултатите кои што ви ги даваат. Затоа ви викам, можеби е добро да се отвори една јавна дебата, да се отвори ова прашање, да не направиме нешто погрешно. Погрешните резултати кои што ќе ги добиеме од еден масовен скрининг, без разлика на тоа колку тоа ќе ја чини државата. Најмал проблем е тоа што државата ќе ги плати трошоците за тие масовни тестирања. Поголемиот проблем се резултатите кои што ќе ги добиеме од тие масовни тестирања. Имаме голем крос-мечинг. Нема точно специфични и сензитивни тестови, баш поради тој крос-мечинг кој што се јавува со други молекули, од други вируси или од други бактерии кои што реагираат во апаратите кои што ги контролираат. Добро, докторе, вие зборувате за скрининг, каде што ги споредувате ефектите од еден скрининг кој би бил направен според највисоки можни стандарди кои сега постојат, кои се воспоставени, препораки и така натаму. Што би кажале за тестовите кои ги прават сега комерцијалните приватни болници? Па тоа се За тие зборувате, за тие тестови што сега се прават? Секој тест што ви е EUA одобрен е комерцијален тест. Значи, таква и номенклатурата на тестовите, кога ќе отворите официјалната страна на CDC, и кога ќе погледнете таму, ќе видите дека CDC ви вика имате комерцијални тестови, кои што имаат лиценца EUA. Или тестови кои што се користат за MCM, Medical Countermeasures, со цел да може да се искористат сите ресурси што ни се на располагање. Подобро е да истестирате нешто и да ставите во изолација, да ставите карантин, да затворите област и на тој начин да превенирате, отколку да не направите ништо. Да. Добро, само да дополнам. Значи, видите, ова вака тестирањето мене ми е у прилог на бидејќи ние работиме. Јас сум таму. Значи, ги гледам медицинскиот персонал и веќе се истоштени, значи уморни. И сега од кога се појавија позитивните, значи колеги меѓу нас, се стори една, да речем, еден паника, еден страф. Мислам, тој страф и паника што е нормален и би треба малце да се превенира тоа, значи да се направи тестирање, бидејќи гледате, се појавија кластери у Штип во текстилните работилници, се прави скрининг и тестирање на сите работнички таму. Вие само да појасниме, вие зборувате за тестирање за присуство на корона, видиш така, не зборуваме за антитела. Не за антитела, да видиме кои се што се како се, значи се праќаат медицинскиот персонал во изолација, тој седи 14 дена или можда и повеќе дома, не знае како што и тоа е стрес. Одредени колеги и колешки кои биле у контакт, бидејќи ние сме огромна болница. Движењето
асимптоматското присуство на вирусот, си го прави своето. Значи, влада е еден страв и мој совет е бидејќи пред некој ден ја гледав директорката на инфективна и она кажа дека кога се појавиле болни во инфективната клиника, се направило тестирање на целокупниот персонал, се видело кој е, што е, како е и се направила организација на работата. Така да, у тој контекст ми е тестирањето, малце да се смири работата, да се смири напнатостот, бидејќи не чека тешка борба. И мислам дека секој страф и напнатост малце не крши и не ја намалува свесноста и борбата против овој невидлив непријател. Да, добро, кога би ги поделиле по сегменти проблемите околу корона пандемијата во здравствениот систем, еден е тој општиот, однос на корона пациентите, на ковид пациентите, другиот се медицинските работници, третиот, условно кажано, се останатите пациенти. Гледаме често лекари излегуваат, тоа обично го прават најчесто матичните лекари, кога зборуваат дека не можат да закажат термини за низа на контроли, интервенции. Значи, пациентите веќе им е потежок, поограничен пристапот до лекар, значи се примаат итни пациенти, значи многу контроли, многу интервенции се откажани, не се прават воопшто операции. Сега тука доаѓаат и значи сите оние превентивни тестови за малигни заболувања, за кардиолошки заболувања, за низа на заболувања за тие за кои вие подобро од мене многу знаете, што може да се случи, што може да предизвика и колку е важен тајмингот таму во тие превенции и контроли. Превенциите ја често го користам како го имав чуено да го прочитам на недека. Некој карван од Дамаск излага и на патот ја сретнува чумата. И ја прашува каде одиш, вика идам во Дамаск да земам 100.000 жртви. Живот. После 2 недели се враќа карванот. Ја среќава чумата пак, не излезе и вика зашто не излажа, вика како? Па рече 10.000. Вика јас си земам 10.000. Па вика има 50.000 жртви. Тоа е стравот и паниката. Тоа се случува и тука. Тоа што го спомнав јас за нашата болница, бидејќи пристапот на здравствените услуги кај обичните пациенти, значи хипертензија, мозочни удари, срцеви удари, мислам е ограничена. Значи, кај нас као ковид болница се случува и доаѓаат пациенти, зашто се научени дека добиваат брза услуга, завршуваат, ама се ризикува да бидат инфицирани, бидејќи сепак таму на едниот кревет лежи суспектен или ковид позитивен, а вие да прегледувате здрав пациент е малце нелогично. Тука се сгреши малце стратегијата. Мислам дека пред некој ден на некој дебатни емисија спомна за Словенија, каде што се договорија. Таа болница работи со ковид пациенти, таа болница работи со останатите, другата е суспектите. Значи имал температура 37 со 2, 37 со 0. И тука се направи доста пропусти. Значи, кај нас, да ви кажам искрено, на ургентниот центар работат интернисти. Доста пациенти и се шетаат. Значи, ќе отиде на, да речем, некој здравствен дом или друга болница надвор од Скопје, или на клиничкиот центар се мери температура 37 со 3. Веднаш се постава суспектен дека е за корона, без некоја епидемиолошка анализа, без такви работи, и се препаќа кај нас. Кај нас се згрижуваат, се мери температурата, се прегледува, ама сепак е ризикот да се... Видите што сакав да ве прашам, повторно да го преформулирам прашањето. Што е со ризикот за пациентите, за останатите пациенти во здравствениот систем, кои што не се болни од COVID-19, значи за сите оние редовни, нормални пациенти на кои сега им се скратени услугите, не само кај вас, зборувам за целиот здравствен систем. Целиот здравствен систем, значи ние збориме, ние сме веќе ковид болница, така да кај нас не ни ова. Ама еве, почна да се појави и кластер на клиниката за неврологија. Значи, пациентка од ДБР несуспектна на развива температура, веќе се во изолација, позитивни, одреден медицински персонал и од клиниката за неврологија е таму. Се шпекулира и се збори дека и клиниката за гинекологија, клиниката за дигестивна хирургија, на неврохирургија исто пациент
со ковид позитивен препратен е у 8 септември и таму почнуваат веќе појава. Значи веќе мислам дека полека колабира системот, што е на штета на пациентите. Значи Доктор Мехмедович, да. истово прашање. Во однос на тоа како функционира системот и Колку трпат останатите пациенти? Тоа сакам да го доловиме некако. Дали трпат? Да, мислам дека имаме генерално консензус дека све е фокусирано на тоа да се фокусираат сите ресурси што ги имаме во државата во борба со коронавирусот. Направен е ковид центар во 8 септември, сега ќе зборувам конкретно за Скопје за да не ја шириме темата и на останатите градови, но ќе го земеме како релевантен пример, пошто во принцип ги онака третира повеќе од половината граѓани на нашата држава. Оно што е важно е да се знае дека не останаа они без услугите специјалистички, поради тоа што во здравствен дом Скопје термините за сите специјалистички услуги, вклучувајќи ги невролошките каде што работи колегата, психијатриските, очните прегледи, прегледите за уво, грло и нос, психијатриските прегледи, дури и психолошките прегледи, останаа со отворени термини. Сите оние потреби кои што ги имаат од примарно ниво, сите пациенти за задоволување на нивните потреби од специјалистичко-консултативната дејност беа отворени во здравствен дом Скопје. Не значи дека беше ускратена можноста на граѓаните да можат да добијат услуга од соодветен лекар специјалист кој што се грижи за нивната хронична болест. Од друга страна, постоењето на ковид центар е неопходно. Како што рече и колегата, потребно е да имате центри за изолација и на здравите, меѓутоа и на точно диагностицираните пациенти кои што треба да ги ставите во изолиран дел. И постоењето на ковид центар во Скопје беше неизбежно. Во случај да не постоеше ковид центар во 8 септември, ќе требаше да најдеме друга болница која што ќе требаше да биде ковид центар. Реално, она организација на болницата 8 септември, која што ја знаеме како бивша воена болница, ги има сите, што би рекле ние, протоколи, согласно кои што може да се организира процесот во едни вакви епидемиски услови. Затоа беше одлучена таа болница 8 септември да биде ковид центар. Затоа не беше одлучено клиничкиот центар, кој што знаеме како е раселен, раштракан, на поголема територија да биде ковид центар. Затоа не беше одлучено градската хируршка болница Свети Наум Охридски да биде ковид центар. Реално постојат некои параметри кои што мора да се почитуваат кога тоа ќе биде направено. Што е ова што вели вашиот колега во однос на тоа дали болницата требало да биде исклучиво ковид центар или вака од мешан тип? Не знам на кој начин би се изорганизирал процесот, изолацијата на пациентите и патеките на движење во случај да можеше таму секојдневно да се прегледуваат случаи кои што се здрави, не се суспектни за ковид и случаи кои што се суспектни за ковид и случаи кои што се конфирмирани за ковид. Не го знам словенечкиот систем на принцип на функционирање на центрите, меѓутоа поделеноста, физичката поделеност и одвојувањето на ковид центарот од останатите болници практично ви овозможува тоа да ги одделите можностите за дисеминација на болеста преку комуникација на луѓето кои што ќе имат меѓу себе. Невозможно е да го спречите. Ви имате зголемена опасност од пренесување на заразата и во поликлиниките на здравствен дом Скопје, затоа што се уште не може да детерминирате дали низ вратата ви влегува здрав или ви влегува пациент кој што е асимптоматски или пациент кој што има мали продормални симптоми, па не може да го препознаете дека има болест. Секдека постои реална опасност. Меѓутоа ваквото физичко оделување на оние кои што се јасно ограничени, кои што симптоматологијата веќе е јасна, повеќе од потребно. Да. Извинувам, само јас не реков дека треба да има мешан, јас сум против тоа. И сега кога се се поведе, така се зборуваше дека и беше целта таа да биде мешана, бидејќи околу 25 мај јас баш бев тогаш на работа, се чекаше да и искочи едно изјава на порталите од нашиот директор дека од понеделник почнуваат и регуларните прегледи. Тоа беше интенцијата од 1 јуни да почнат регуларните прегледи. Јас сум против тоа. Да постои ковид центар во иста институција и нормални пациенти. Да, па ве разбрав, така и го постави. Да, меѓутоа пазете. Мора да биде не, зашто тука се мешаат и се зголемува можноста за расширување на заразата и заразување на и други пациенти. Значи идејата со отварањето на термините и услугите во болниците и во клиничкиот центар, редовните термини, бидејќи во клиничкиот центар работеа само ургентните термини, оние кои што има 24 часовен упат, закажан по однос на
итна состојба која што не може да биде одложена и мора веднаш да се интервенира кај пациентот. Рековме во ковид центарот тоа го немаше, меѓутоа согласно состојбата која што беше присутна во форма на епидемиолошки бројки, беа дури во еден момент и едноцифрени, имавме по 10, имавме значителна бројка на ново оздравени и многу мала бројка на ново заболени. Врз основа на тие бројки се донесе одлуката од 1 јуни да се отворат термините во центрите за да можат повторно да се вратат пациентите кои што имаат елективна потреба од хирургија, кои што немаат итна состојба, да ги добијат услугите во овие центри. Не се отвори. Значи во моментот кога видоа дека имаат двоцифрени, троцифрени бројки на ново заболени, и директорите, и Министерството за здравство донесе одлука, тие термини да не се отворат од 1 јуни. И не се отворија. И до ден денеска клиничкиот центар работи со итни 24 часовни упати. И градската општа болница 8 септември работи кој се уште како ковид центар. Кога ќе се создадат услови на релаксација на овие епидемиолошки состојби кои што ги имаме, кога нема да имаме толку големи бројки, да, нормално е да се вратиме повторно во процес на давање на здравствени услуги кои што им се неопходни на граѓаните. Јасно ми е дека во моментов имаме состојба во која што граѓаните се револтирани поради тоа што не можат во одредени случаи да добијат здравствената услуга во институциите каде што ја бараат. Нормално е тоа. Меѓутоа во моментот имаме некој друг приоритет. И во најголем дел има разбирање кај граѓаните за тоа. Добро, голема бура се дигна во регионот после најавата на соседна Србија, каде што тие излекуваа 5000 пациенти во еден ден со едноставно менување на стратегијата, каде што го укинаа вториот контролен тест за корона, каде што велат после 14 дена едноставно прават еден тест, ако се негативен толку, не го прават вториот тест и просто за 5000 го зголемиот број на излекувани пациенти веднаш. Значи, оние што требаше да го прават вториот тест, значи тие сега се решија на таква една стратегија. Многу ми накажаа дека тоа е популизам, дека е политичка одлука. Од друга страна, има таму лекари кои велат дека тоа е во ред, а од друга страна гледаме дека кај нас министерот Филипче неколку пати го кажа тоа, го кажа и од Комисијата за заразни болести, дека клиничката слика на новите пациенти е полесна, дека симптомите се полесни, дека вирусот е значително ослабен. Така велат. Како гледате вие на ова? Не би се сложил дека е ослабен, гледајќи ги пациентите што се хоспитализирани. Значи, голем број се на респиратори кај нас со 8 септември, со тешки клинички слики, со бронхопнеумонии. Ако се земе тоа, епидемиолозите може да пресметаат статистички колку заразени, колку со тешка клиничка слика, ќе се искочи дека, мислам дека е тука. А во однос на стратегијата на Србија, мислите дека е политичка? Па мислам дека е политички, мислам дека колку што сум информирани сега на 21 јуни треба да имаат избори. Ме сваѓате, и мислам дека они у тој поглед ја тераат работата. Сепак има, како што ги спомнав претходните експерти, кои ја пратат таа состојба на светско ниво, значи има доста, мислам сега и помина долго време, каде што се направени студии, дали со еден тест или со два теста треба да се прогласи здрав, излечен пациент или да се чека вториот тест. Кажете ми, само уште една работа, ова во однос на респираторите. Досега, само поправете ме ако грешам, ми се чини дека само двајца пациенти се излезени од респиратор. Го 8 септември. И двајцата се од 8 септември, од инфективната клиника немаме ни еден пациент кој е излезен од респиратор. Видете, за инфективната клиника не можам да ви зборам. Знам дека, знам, во ред, не ви ни прашувам. Таму се и колегите жртвувани, работат. Видете, интересно ми е, ова сакам да ве прашам. Таму во моментов нема ни еден пациент на респиратор, кај вас имате, кажавте 8, ми се чини, не знам. Повеќе се. Повеќе. Зошто е таа така? Зошто сега има на респиратори само во ГОП 8 септември? Па веројатно се таму однесени тие пациенти што се со тешка општа состојба. Мислите дека тоа е причината? Па мислам дека е тоа. Не можам, не сум ги видел пациентите што се во инфективната клиника. Верувам дека ако имаат потреба и ако дојде до таа состојба пациентот, би го ставиле на респиратор. Сепак за тоа дали и како треба да ги прашате на инфективна клиника. Кај нас лекарите, интернистите и анестезиолозите, кога ќе видат дека пациентот е во лоша општа состојба, дека
неминовно е поставување на респиратор, го поставуваат. Така да и негата, како рековте, преживувањето е доста лошо кај нас, ама сепак еве ние како одделение на неврологија во 8 септември имаме интензивна нега поодамна и мислам дека сме единствени во Македонија. Сме работат, значи во нормални услови кога ќе поставиме пациент на респиратор, негата е тешка, значи тоа е целокупна, значи тука е болничарот, тука е сестрата, тука е лекарот ординариусот што го води пациентот, значи стручно неврологот и анестезиологот кој ја работи и раководи машината со респиратор. И преживувањето е доста мало, значи процентот. Тоа и на светски рамки е мало. А сега во услови на ковид каде што персоналот работи во доста тешки услови, под скафандери, под заштитени маски, да не се лажеме, тука и постои стравот. И мислам дека има еден проблем каде што од контакт со колегите интернисти што го прават приемот, што работат на ургентниот центар, пациентите некогаш што носат во доста тешка состојба, значи се чуваат дома, како ќе пројде, дали од некој страв и дека ќе бидат жигосани и кога е веќе касно се носат во нашата болница и се поставуваат на респиратори и враќањето е доста тешко. Ако може јас само да додам апропо ова што го разговаравме за колку е ослабен вирусот и во однос на одлуката на Србија да користи само еден конфирмативен тест за COVID-19, што се однесува до ослабувањето на вирусот. Читав од она што можев да најдам како студии на интернет во врска со релевантни докази за слабење на вирусот. Генерално, ослабувањето на вирусот се води врз основа на изјавите кои што ги има дадено лекарите од болниците на Северна Италија во регионот на Милано, кои што велат дека значително е намален бројот, квантитативно бројот на вирусниот полнеж во бризот кој што се зима од пациентите. Тоа значи дека таму бура предизвика изјавата на шефот на во миланската болница на интензивната нега, кој што рече дека за него вирусот клинички веќе не постои. Е мртов, да. Меѓутоа, реално намалувањето на бројот на вирусни клетки во брисот кој што го зимате не значи дека вирусот е мртов и дека не постои. И тоа не е причина за намалувањето на интензитетот и симптомите на болест. Напротив, Оскар Меквин, познат вирусолог од универзитетот во Шкотска, даде едно сосема друго толкување. Според него ваквите анегдотски проценки на вирулентноста и опасноста на вирусот се навистина опасни. Дали со тоа ќе им пренесеме порака на граѓаните дека треба да не се плашат повеќе од вирусот, дека вирусот не е опасен. Не, напротив, не смееме до толку да си дозволиме такви анегдотски проценки да не доведат во ситуација да ги разубедиме граѓаните дека вирусот е веќе опасен. Дури во студиите кои што можеше да се видат на интернет, мутацијата на вирусот е минимална. За да имаме навистина намалување на вирулентноста на овој вирус, би требало да имаме серија на мутации кои што ќе предизвикаат после тоа низа функционални промени во организмот. Таквите ги немаме. Се уште на овој вирус треба да се гледа како на вирус кој што е силно потентен, кој што може да даде сериозни оштетувања и кај пациентите. Денеска од она што стоеше барем на World Matter коронавирус, што го видов, 34 случаи во нашата држава се уште во критична состојба. Не е тоа за поценување. Генерално во светот денеска во моментот имате 53.000 критични случаи. Не е вирусот согласно тие параметри ослабени, не можеме така да гледаме на тоа. А во однос на PCR методата што ја користат Србите, само да додадам тоа, конфирмирањето на позитивноста на наодот или негативноста на наодот само со еден тест оди во насока на што го зборевме претходно за комерцијалните тестови. Значи вие не можете врз основа само на еден тест да носите политика на тоа како ќе понатаму ќе го спроведувате не само здравствениот живот, туку и социјалниот и политичкиот и економскиот живот. Оздравување на пациенти со административна мерка, отприлика. Така Почитувани ви благодарам на двајцата за учеството во ова отворено студио. Сакавте да кажам дека јас работам у ковид, ќе ми се наљутат моите колеги. Би сакал да апелирам до владата, до државата, малце да преземе некои стимулативни мерки,
за работниците и медицинскиот персонал, бидејќи во ГОП 8 септември веќе мислам преморени се, исцрпени се, ги даваат сите напори. Успешно се бориме. Еве ќе избориме и оваа криза што имаме со појавата на медицинскиот персонал. И мислам дека државата малце треба да поведе ред и грижа за медицинскиот персонал. Не, еве, во другите држави се даваат одредени средства, одредени повластисти. Еве, да ви кажам, кај нас на ургентниот центар имаше самохрана мајка, сестра, што работеше, а иако има дозвола да остане дома, има други медицински персонал што патуваат од други градови, што плаќаат кири, што живеат тука и деноноќно се борат со овој вирус. Малце као болница, јас тоа пишував еден текст на Facebook, бевме заборавени. Малце бевме подценети од колегите од инфективна клиника, значи има одредени извештаи од така наречениот COVID. Затоа апелирам малце да се воведе грижа и едноставно внимание кон овој медицински персонал. Бидејќи деноноќно се жртвуваат, останаат тие што остана, и ако има некои колеги што го искористија моментот на боледување и на ова, дали од страф или не, ама сепак според моја мислење, ако сум се решил јас да бидам лекар или сестра или болничар, сум го прифатил ризикот да се борам со секоја заразна болест, со секоја болест и го прифаќам ризикот да бидам и заразен. Тоа е. Добро, доктор Атанасовски, мислам дека ова што го кажавте нека биде и одјава на првиот дел на студиото. Немам што да додадам, доволно моќен апел. Почитувани, ви благодарам што го следевте отвореното студио. Не заборавајте, следува вториот политички дел со нашите гости. Следува еден краток блок на реклами и веднаш се враќаме во студиото.